Колешке Гевочанова, јас навистина не знам колку пати треба да ви се јавиме на реплики, за да ви го докажуваме она што ви е јасно, а не сакате да го видите и да го признаете. Всушност, признале вие или не, народот знае дека во сета оваа црнила која што му ја приредивте, само вие си наоѓате по нешто розево чисто за да си ја оправдате власта на која припаѓате. Го спомнавте Министерството за образование и наука и буџетот на Министерството за образование и наука. И за да ви ја доловам, по не знам кој пат, разликата помеѓу празни зборови и конкретни дела, јас ќе ве прашам зошто ги одбивте амандманите со кои сакавме во голема мера да го подобриме студентскиот и средношколскиот стандард. Баравме 25,6 милиони денари за изработка на проектна документација за почеток на изградба на проектот кој вие го ветивте Студентски град. Баравме да се обезбедат средства во висина од 25,6 милиони денари за започнување со мерката субвенциониран средношколски оброк по примерот на мерката субвенциониран студентски оброк. Не прифативте. Значи, наспроти централната власт колешке предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, за среќа ја имаме локалната власт предводена од ВМРО ДПМНЕ, за на вашите зборови да се спротивставиме со конкретни дела. Еве денес, колешке Лазаревска, која негодувате, ќе ви кажам дека општина Охрид обезбеди финансиска поддршка од по 3.000 денари за секое запишано прво одделенче во основните училишта во Охрид. Тоа е грижа за граѓаните колешке Гевочанова, а не празните зборови кои само прекрасно звучат, а ползата за граѓаните е нула. И да не биде дека само критикуваме, еве јас ќе речам да. Добра е мерката за субвенциониран студентски оброк, но зошто по примерот на неја не дозволивте да обезбедиме и субвенциониран средношколски оброк? Значи, апсолутна лага е дека привлекувате инвестиции и дека се грижите за инвеститорите затоа што сме најслаби со странски директни инвестиции во регионот и затоа што инвеститорите велат дека сакаат да си заминат и својот бизнис да го префрлат во друга држава. А во анкетата колешке кажуваат и зошто. Заради неефикасната јавна администрација, неповолната деловна клима, правната несигурност, политичката нестабилност, патната структура. Малку ли причини се ова колешке? Во Македонија има околу 200 компании со германски капитал, кои вработуваат околу 20.000 лица, кои со оваа ваша власт ризикуваме да бидат загубени. 4,7 милиарди евра е трговската размена меѓу Македонија и Германија, пари кои можат да исчезнат од буџетот преку ноќ. И тоа не е малку, колешке Гевочанова. Затоа оваа ваша власт мора што побрзо да замине, за конечно да престанеме да губиме. Уште нешто ќе ви кажам. Оваа ваша власт е... Контрреплика